Житопроизводителите и годинава жнеат незадоволство со откупните цени. Сега актуелните 15 за пченица и 9 денари за килограм откупен јачмен за нив се разочарувачко мали, објаснува за телевизија Стар председателот на Националната мрежа на земјоделци Ѓорѓеј Каракашев. Утврдивме дека овие цени што се нудат моментално од откупните фирми се далеко испод производната. Моментално на терен откупот се движи во цени, значи за јачменот од 8 до 10 денари, а за пшеницата од 10 до 12 денари. Земјоделците очекуваат не само подобра цена, но и гаранција дека житото ќе им биде откупено и дека нема да бидат жртви на откупувачите. Дали се калкулират трговците, намерно го прават предизвикот некоја тензија, за да ја симнат или да одржат таа ниска цена, не знам. Меѓутоа овде државата треба да се вклучи максимално, заштита значи ова производителите, затоа што според закон житарите се стратешка култура за државата, од витално значење, исто и за земјоделците, затоа што мора да обезбедиме континуитет за наредните години за производство, значи да се обезбеде една економичност, една сигурност, една гаранција, инаку ќе немаме жито. Ние сме секогаш за институционално решение, не сме за улична демократија, меѓутоа ако нема одзив од страна на Министерството, и ако не се испочитуваат законските регулативи, ние сме спремни да ги искористиме сите, значи реченици демократски можности што ни стоат на располагање и да ги штитиме интересите на земјоделците. Трет голем проблем за нив се и ланските залихи од 15.000 тони, кои ги произведува по нарачка на државата во време на кризата со храна. Овие денови сведоци сме дека Министерството за земјоделие излезе со свој став и децидно кажа дека ќе откупи интервентно 15.000 тона во 3 циклуса по 5.000 тона, но никогаш и никаде не е спомната значи откупна цена. Тоа е најголемиот проблем сега моментално за земјоделците. Лани, подсетува Каракашев, житопроизводителите за 13% ги зголемија површините со пченица, но сега таа им е во амбарите, бидејќи увозното лебно жито е поевтино од домашното. Македонија, тврдат добро упатените во актуелните прилики во оваа аграрна сфера, не произведува доволно пченица за домашните потреби, бидејќи производството е позиционирано на недоволните 280.000, а до потребните 400, хронично со години недостасуваат 120.000 тони лебно жито.